По долгата и мрачна зима на Тихиот океан, шарената парада на долгоденицата во Фримонт, символичен крај на дождливите денови и поздравување на летото, е една од најомилените традиции во Сиетл. Парадата е екстравагантност. Правите работи што вообичаено не би ги направиле. Се работи за уметност и креативност. Почетокот на парадата е возење велосипед голи. Тоа е единственото време од годината што можете да го направите тоа легално. Возењето велосипеди почна пред 3 децении кога две лица упаднаа на парадата. Еве што вели ученикот на парадата Марк Чандлер. Ова е како аналогија на атеизмот. Беше забавно. Во основа, тоа е летечка чинија, шпагети со очиња и ќофтиња. И ние сме во парадата веќе 7 или 8 години и само добро се забавуваме играјќи си со нашите цедалки и начинот на кој го кажуваме благословот во име на тестенините, сосот и светите ќофтиња. Дури и при кршење на правилата важат некои правила, но оваа парада не се дозволени пишани знаци или автомобили. Тие сакаа да избегнат преземање од компаниите. Значи, има забрана луѓето да ги рекламираат своите производи и да ги спречува политичарите да влезат и да ја предводат парадата во корпоративен настан. Тоа е начин да ја сочуваме како дел од нашата заедница. Креацијата на Брајан Кузер Трол, инспириран од норвешките народни приказни и локалното наследство на скандинавските доселеници, тој вели дека не е случајно што парадата со која се слави креативноста на граѓаните се одржува во населбата Фримонт во Сиетл. Фримонт беше местото каде што уметниците можеа да си дозволат да живеат убаво во 70-тите и 80-тите, а потоа полека беше преземено од корпорациите. Долгоденицата го означува најдолгиот период на сончева светлина во годината, но тоа беше типичен облачен ден. Нешто што научив е дека јуни е секогаш непредвидлив во Сиетл. Неса Роџерс дојде да ја види парадата за прв пат откако се преселила во Сиетл пред 30 години. Никогаш не сум видела толку многу креативност. Работам со шминка, па помислив доброволно да помогнам да ги обојам голите велосипедисти. Во многу култури прославите на долгоденицата вклучуваат повторно поврзување со природата. За жителите на Сиетл се работи за повторно поврзување со други луѓе. Ова е парада кога ние, жителите на Сиетл, излегуваме од нашата темна облека и доаѓаме да ја славиме убавината на пролетта и сонцето. Парадата на долгоденицата е забава која трае цел викенд.